Добро вечер во Топ тема на ваша страна. Новата генерација политичари во Македонија и Грција пред историска шанса. Ќе го искористат и Заев и Ципрас геополитичкиот предизвик и ќе продолжат по новиот балкански курс. Зошто се распали грчката политичка сцена, а мирно е на македонската? Референдум за решение на спорот со името, неопходност или ризик? Во Топ тема на ваша страна вечерва дебатираат Тони Десковски, Имер Селмани и Стојан Андов. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер. Македонија и Грција се пред сериозен предизвик. Нивните нови лидери или ќе напишат нова историја или двата соседа ќе останат заглавени во националистичкото минато. Влоговите се големи, а Брисел и Вашингтон веќе ги отворија картите. Пред да бидат повлечени клучните потези за решавање на дводеценискиот спор со името, во Топ тема на ваша страна дебатираме со професорот на правниот факултет Тони Десковски, првиот председател на македонскиот парламент Стојан Андов и поранешниот вице-премиер Имер Селмани. Добро вечер на сите во Топ тема на ваша страна. Оно што се случува во моментов е на политичката сцена во Грција, спорот со името, после некоја од 2008, после 10 години, стана главна тема. Во Македонија некако е мирно. Господине Селмани, како ја оценувате во моментов оваа политичка ситуација во двете земји? Прво би сакал да дадам краток опис на тоа што се случува во Република Македонија. Мислам дека тоа е пребитно за нас, затоа што прв пат се чини дека излеговме од нашиот ров за решавање на овој децениски спор, многу битен за Република Македонија, за нашата перспектива, многу битен за регионот воопшто. Прв пат, после многу години тапкање на место, ние излегуваме од нашиот ров со насукани ракавици, вака символично да кажем, ракави, за да го решиме спорот. Имаме храбар премиер кој што на некој начин се охрабри уште повеќе, решавајќи го долгодеценискиот, исто така, долгогодишниот спор со потпишување на меморандумот со Република Бугарија, кој што мината година се заокружи, се потпиша и се очекува наредните неколку дена и да се одобри од страна на нашиот парламент. Ценам дека целиот оптимизам сега што се воспостави како еден позитивен амбиент, па тапкањето по рамото од нашите меѓународни пријатели од Брисел, од Вашингтон и охрабрувањето за да влеземе во ова битка што се вика последна, финална, за да го решиме спорот со Република Грција, од една страна, и од друга страна ветувањето дека веднаш после тоа ние автоматски стануваме членка на НАТО затоа што сме ги исполниле многу поодамна критериумите нацртани и се отварат перспективите за европското членство, односно преговорите, отварање на преговорите за европското членство. Мислам дека е главниот атрибут тука кај нас и тој песимизам што до пред само една година што владееше кај граѓаните дека премногу ќе изгубиме ако ние направиме некој компромис со Република Грција, мислам дека е сега свртено на другата страна, дека премногу ќе добиеме, сигурно дека нешто малку ќе изгубиме, направајќи го компромисот со Република Грција. И мислам дека тука е тој оптимизам, кој што е реален и кој што се разбира треба да биде кронисан, односно финализиран со тој договор кој што нема да биде лесен, меѓутоа има некои веќе црти воспоставени, а тоа е дека април треба да биде времето кога ние треба да финализираме некој договор со Република Грција, затоа што европското претседавање во рацете на Република Бугарија е многу битна и нивниот топ приоритет е проширувањето, се разбира, на Балканот, односно Западниот Балкан, и сета голема слика од една страна дава надеж дека со новиот моментум што е создаден, Република Македонија стварно има шанси овој децениски спор да го реши, да ги отвориме вратите за подобра иднина, подобра перспектива, владење на
добрите услови за економско управување и оправување на Република Македонија и иднина за младите, што е многу битно. Господине Андов, како директен актер во сите случувања во Грција, бевте вклучени во преговори, директни контакти со грчки влади. Како вие го оценувате сегашниот момент и што се случува на политичката сцена и во Грција и во Македонија во моментов? Да ви кажам, јас не сум преговарал со грчки влади. Сред би рекол, сте имале контакти. Ќе дојдеме и на тоа. Меѓутоа не сум преговарал со грчки влади. И го следев целиот процес. Ми е многу добро познат од почеток, од денот после референдумот, од утре денот. Што сега се случува? Еве, Имер некои работи сосема добро ги кажа. Мислам тие наши односи со Грција, проблемот кој треба да се реши и така натаму, се суштината на можната нестабилност на Балканот. Тоа дори у резолуцијата ни на Обединетите нации 817 стои. Тој процес одеше тешко по тоа и сега јас се согласувам со овие оценки дека и едната и другата влада, тоа се случува прв пат, изјавуваат дека се подготвени за суштински преговори и остварување на и добивање на договори. Според вас ова е прв пат двете влади ваква подготвеност да покажат? Да. Според она што да. го слушате. Како вие ги оценувате? Што во моментов се случува во двете држави? Веќе има и некаков распоред, следната недела се очекува Нимиц да се состане со преговарачите, предлог веќе најавен, многу отворено се кажува целиот распоред. Значи, би се сложил со двајцата соговорници. Во моментот на станите кои што се случуваат околу спорот зимето, јас сепак би ги поделил во два дела. Едниот е регионалниот и поширокиот глобален светски развој на станите, кој што е диктиран од руско-американската криза или руско-американскиот конфликт. Тоа е број 1. И тоа е нешто што директно засега Балканот, ги засега регионалните односи на Балканот, и тоа оди во прилог на спорот зимето, заради што Балканот и посебно Западниот Балкан влегува во сферата на светското интересирање. Одеднаш, регионалните актери се под притисок на големите играчи кои што можат да ги придвижат работите. Вториот сегмент, и за ова можеме да разговараме во продолжение, вториот сегмент е внатрешниот во Република Македонија и во Грција. Овде за прв пат имаме една ситуација да имаме две влади на чие чело и во чиј состав нема луѓе кои што се обременети од 90-тите години. Значи го нема не Самарас, ги нема нашите играчи од овој период. Практично има една млада генерација на политичари за кои што 90-тите години се спомен од некое време на нивно детство или рана младост. Практично тие не учествувале во создавањето на проблемот, а сега се соочуваат со проблем кој што е наследен од претходната генерација, и тоа е тоа што ја создава новата енергија, кај нив го нема бремето од претходно. Сепак, јас би бил многу поумерен во поглед на оптимизмот за некаков конечен расплет, имајќи предвид како се развиваат работите во Грција. Кај нив и покрај се нема одрекување од една клучна работа за која што можеме да разговараме вечерава, а тоа е инсистирањето на некои од клучните ставови во поглед на спорот зимето, првенствено ставот за
измислената и вештачка македонска нација која што е срцевината на спорот по нив. Не знам како тој дел, односно знам како би се надминал, меѓутоа не сум сигурен дека тие се спремни и преку тоа да преминат. Значи едно ќе биде преговорите за името, меѓутоа верувате дека ќе биде тоа пакет. Пред да продолжиме, предлагам да го видиме фактографот, анализата на Ивор Мицковски, кој прави една паралела на политичката клима во Македонија и во Грција, кога на маса е спорот со името. Дали оптимизмот на Зоран Заев и македонската влада за брзо решавање на спорот за името влијаат за оптимизам и кај грчката страна? Преговорите се уште не се официјално почнати и месецов се очекува предлог од посредникот Метју Немиц, но македонската тактика да се затоплуваат односите, да се најавуваат отстапки на прашањата за кои Грција обвинува за иредентизам, како да отвараат една позитивна клима кај двете страни. Паралелите се некогаш изнасилени, но по новогодишната посета на Заев на градоначалникот на Солун Бутарис и интервјуто за грчките медиуми, каде најави дека Македонија нема црвени линии, со доза на оптимизам се огласи и грчкиот премиер Алексис Ципрас. Оптимист сум дека можеме ефикасно и одговорно да управуваме со прашањето кое го наследивме од претходните влади. Се додека од другата страна навистина постои желба да се направат чекори, останува да го видиме тоа. Верувам дека може да се направат чекори кон излез од безизлената ситуација. Во Македонија засега атмосферата во медиумите и меѓу граѓаните е мирна и сталожена. Во Грција пак, додека медиумите и властите очекуваат зборовите да се заменат со дела и владеачката коалиција седна на заедничка маса со цел да ги испеглаат односите, граѓаните во Северна Грција собираат потписи за резолуција и се подготвуваат за протести. На 21 јануари граѓански здруженија се мобилизираат да испратат порака дека терминот Македонија не треба да биде вклучен како предлог за преговарање. Иако Ципрас и коалиционите партнери остануваат на своите различни позиции, односно за Каменос е неприфатливо решението кој ќе го содржи терминот Македонија, портпаролот на владата Димитрис Дзанакополос изјави дека Каменос, иако е против решение во кое ќе се содржи името Македонија, сепак има омекнат став доколку се постигне консензус. Коцијас го минимизираше несогласувањето и го потврди оптимизмот за решение. Господинот Каменос рече не дека не се согласува со употребата на терминот Македонија, туку не се согласува со употреба на терминот Македонија на грчки јазик. Ова е многу важно. Коцијас додаде и дека Грција не планира референдум за евентуалниот компромис, нешто што се поклопува и како опција за Македонија, која во јавноста ја протна председателот на ДУИ Али Ахмети. Став што не е за подценување, земајќи во предвид дека ДУИ за прв пат се вклучени во преговорите, нешто што го потврдува и вчерашната посета на вице-премиерот Бујар Османи на Атина. И додека за нашата преговарачка позиција знаеме многу малку, од грчката страна добиваме нешто повеќе информации. Атина делува како омекната околу географската одредница и деновиве во јавноста се појавија епитети и придавки како можни решенија, меѓу кои предлогот Нова Македонија. Овие предлози се заведени и се предмет по кој ќе го направиме нашиот избор и како владен кабинет стигнавме до нашите опции во разговорите, што ќе ги имаме со официјалните лица од соседната земја. Повторувам, сложено име, едно за сите употреби. Паралела постои кај двете страни во однос на внатрешниот консензус со опозицијските партии, каде и македонската и грчката страна не ги кријат грешките на претходните влади. Македонија сака да се откаже од националистичките политики и редентизмот и кичмитовите на Груевски, додека Коцијас отворено ја критикуваше хипокризијата на Нова демократија која бара оставка на владата, наведувајќи дека токму тие кои го создале проблемот и ја поделиле Грција околу Македонија никогаш не успеале да пронедат решение. Убеден сум дека ќе имаме мнозинство во парламентот. И знам дека на некој им пречи затоа што реков дека мнозинството ќе биде мнозинство на пратеници, а не мнозинство на партии. Нова демократија и сега како опозиција не сака тој проблем да биде решен. Но можеби најсилната паралела е во новиот балкански курс на земјите од регионот. Македонија по излез од 11 годишното владење и изолација на Груевски сака да се наметне како пример за земјите кои се уште аспирираат кон евроатлантските интеграции. Грција пак, особено по подпишување на македонско-бугарскиот договор за добрососедство, разбра дека не може да ризикува да остане изолирана сила во регионот, ниту пак да ја избегне собствената одговорност за регионалната стабилност. Станува збор за еден сериозен предизвик, економски, но и геополитички. Грција во економијата, но и во надворешната политика треба да создава нова динамична физиономија на модерна држава која ги решава проблемите.
Уверен сум дека е дојден часот да ги донесеме неопходните одлуки со кои ќе оправдаме улогата на Грција како лидерска сила на Балканот, но и како столб на стабилност во проширокиот регион. Со други зборови, што поради новите генерации на политичари, што заради државните интереси, конечно постои надеж повеќето земји од регионот заеднички да тргнат по патот на европското помирување. Господин Андов, рековте прв пат имаме влада и во Атина и во Скопје кои се подготвени за решавање на овој спор. Меѓутоа, колку се уште е силен национализмот во Грција и во Македонија? Дали ќе попречи денес синодот на Грчката црква застана против решение на името кое ќе го содржи зборот Македонија? Вчера познатиот грчки композитор Теодоракис истапи, тој е влијателен, дека не треба решението да го содржи зборот Македонија. Најавени се протести во Солун. Колку тие може да спречат да дојде до некое решение? А грчката опозиција, она што го спомена професорот Десковски, обвини дека не треба се решава само името, туку побара да се решава и идентитетот. Сегашната состојба има две страни. Едната е низ соопштенијата на владите, а другата е во мрежите и во медиумите, во Грција пред се. Соопштенијата на владите се коректни и создават атмосфера на разбирање и атмосфера во која може да се направи договор. Треба да се истакне сега фактот дека овие договори, разговори, преговори што ќе ги имаме, се уште имат карактер на посредни преговори, бидејќи основниот предлог треба да го даде Метју Немиц, кој е фактички специјален функционер со специјално властување од генералниот секретар на Обединетите нации. Сите документи кои постојат меѓу Грција и Македонија, кои ќе бидат основа на разговорите, кога ќе почнат разговорите и кога ќе завршат, ќе течат врз основа на она што одлучиле Обединетите нации, кои насоки ги дале, и она што веќе се договориле страните, кои документи постојат. Тие документи треба да бидат основа на правење еден договор, договорот кој треба се постигне со Грција не е договор за историја, некоја пишување или ова, него тоа е договор за пријателство. Да се државите место сегашните резерви, одбојност и така натаму, да отворат нова, да речеме, епоха, каде меѓу себе и населението во едната и другата ќе создадат услови. Населението во едната и другата држава, соседни држави, ќе градат односи на две пријателски земји. Да, меѓутоа во суштината треба да се замени референцата. Што е смислата на документите кои се правеа. Тоа имаше фази кога се затегаше, тоа не е завршена работа, тоа треба да се заврши, ама само во тоа е смислата да се заврши. Да не остане горчина преголема кај некоја од страните, да се тоа разбере во што е заедничкиот интерес и како фактички ние треба да станеме пријатели за да можеме да функционираме, да не скокат грците кога одат за Европа и така натаму и така. Така да мислам тоа е главната, по моја мисли, целина која ја следат сега владите. За сега ја следат владите што се однесува до процесот. Они прифаќаат сега во процесот да учествуват и барем формално, а како ќе се однесуват во преговорите,
Тоа ќе се види откако претходно ќе изразговара и ќе заврши консултациите Немец и кога ќе даде предлог за договарање на двете страни. Тоа е, ние денес ништо повеќе не можеме да кажеме, освен да се обезбеди да тече процес на создавање договор за пријателство, добрососедство на Република Македонија и Република Грција. Поверете, господин Салмани, дали се да? Мислам дека имаме ние едно искуство. Јас пред 5 минути потенцирав, значи потпишавме договорот со Бугарија. Меѓутоа има голема разлика меѓутоа првото скалило. Значи договорот исто така за добрососедски односи кој што е потпишан со Република Бугарија, нема да биде сигурно истиот модел, истиот драфт и со Република Грција. Меѓутоа сигурно дека еден таков модел со одредени формати, содржини внатре кои што сигурно ќе се разликуваат од претходниот, ќе биде таков договор кој што двете страни ќе треба да го договарат, да го договориме и да го одобриме, односно да го потпишеме. Со тоа што тежината на овој договор со Република Грција има далекосежни последици за доброто на Република Македонија. Само да се подсетиме, Република Македонија, Хрватска и Албанија беа уште пред многу години, да, меѓутоа, пред 10 години. Грција би имала интерес во тоа? Да, има далекосежни последици за Македонија. Зашто сме заинтересирани? Ние мораме да знаеме зашто ние сме заинтересирани прво овој договор да го постигнеме. Значи, ние реално имаме поголем интерес од Република Грција за да постигнеме договор, компромисен договор за добрососедство. Затоа што Република Грција може да има криза финансиска, може да излезе од таа криза без Република Македонија или со Република Македонија. Ние не сме битен чинител во нејзиниот внатрешен или надворешен амбиент. Додека за Република Македонија е премногу битно да имаме договор за добрососедство, затоа што ако внимателно ги читаме, ги следиме сите изјави, сите извештаи на Брисел и на Вашингтон, секогаш главна задача ни ги потенцира добрососедските односи веќе. Владењето на правото, добрососедските односи и може уште два-три критериума. Да, би се решиле некои историски разлики, она што го имавме со Бугарија, добрососедство останува сепак. Треба да се гледа добрата страна. Јас секогаш по природа сакам и кај другите да влијам, да се гледа добрата страна. Што референца имаме во сегашниот договор, ние привремениот договор, кој што веќе 25 години имаме БРМ. Глупаво име за Република Македонија или за една било која држава. Референца. Па добро, за нас е име. Не. Во меѓународната употреба нас не ословуваат со БРМ, така? Но ние не се ословуваме. Ние не се ословуваме, меѓутоа не ословуваат. Значи, ние сега во пакет се преговара, односно преговараме да најдеме соодветно име кое што ќе биде и за надворешна употреба. Прва, значи, замената на БРМ да биде со посоодветно име и другото, ве молам, значи, реално е да се плашиме дека ќе ни наметнат промена нешто во делот на историјата, идентитетот, употребата на топоними, така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас пак викам, од политичка гледна страна, ние што можеме да направиме ако останеме забарикадирани со сегашнава позиција, дали сега ќе бидеме појаки или во иднина би можеле да бидеме појаки во било кои други околности, за да можеме ние да наметнеме одредени решенија подобри за нас, или сега во моментот кога гледаме дека има оптимизам и кај политичката елита во Република Грција, има енергија, што е многу битна, и желба за преземање на одговорност од страна на премиерот и политичката гарнитура во Република Македонија за да се реши овој спор. Значи, има еден моментум кој што е многу битен и кој што сите ние, како граѓани на Република Македонија, не треба преку призма на песимизмот да го гледаме овој процес, туку да бидеме малку похрабри, пооптимисти, за да ги поттикнеме нашите политичари да го решат спорот. Има време кога ние
Сами ќе одлучуваме, како што и сега сме одлучувале, што ќе учат нашите деца во учебниците по историја, кои песни ќе ги учат, кои песни ќе ги пеат, што музика ќе слушаме и така натаму. Меѓутоа, оставете да влеземе во клубот на јаките, да бидеме полноправна членка на НАТО, да бидеме полноправна членка во Европската Унија. Тогаш нашиот глас ќе биде рамноправен со гласот на Република Грција. Сега ние не сме рамноправни. Значи, тука е моментумот дека ние мислиме дека сме јаки. Во суштина не сме јаки меѓународно. Затоа што Европската Унија пред само 3-4 дена потенцираше, не сакаме да увезуваме проблеми внатре во Унијата, алудирајќи на спорот помеѓу и денеска на денешниот Словенија и Хрватска Европската комисија кажа дори се решат споровите, така што Европската Унија не сака да импортира, да увезува нов проблем. Ние морамо овој проблем да го решиме, понатаму останува на нас како ние ќе се развиваме, каква историја нашите деца ќе учат и како воопшто, значи, ќе креираме внатрешен амбиент согласно, да кажеме, и менталитетот кој што веќе не може да го затворите младиот граѓанин да живее во стариот балкански менталитет, во времето кога интернетот, информациите за еден час само комуницират, не знам, стотици милиони луѓе во целиот свет. Кога нашите деца повеќе и повеќе сакаат да учат и да студираат во странство. Така што, да не се затвориме ретроградно, да ги труеме и младите со историја, со гордоста и така натаму, кој што не смееме или под наводници не смееме да ја продадеме, во суштина не треба да гледаме песимистички во целиот процес. Да, но треба да ги бараме решение која ќе ги задоволи двете страни. Видете, политичарите кои што преземале одговорност и кои што денеска, фала Богу, добро е што е вклучен и дуи во целиот процес. Али Ахмети во неколку наврати имаше и директни контакти, директни средби со лидерите, грчките лидери во минатото. Еве вчера и Бујар Османи имаше непосредна средба, значи директна средба со министерот за надворешни работи. Значи има поголем консензус и во самата политичка гарнитура во Република Македонија. Во моментот која што рефлектира позитивно. И тој моментум треба да се употреби, тој момент позитивно треба да се искористи за да се направи соодветно решение. Се разбира, нема да биде онака како што ние во моментот посакуваме. Да, ке подоцна околу решенијата. Што може да се направи? Дали може по примерот на Бугарија со еден договор за добро соседство да се остават настрана некои проблеми меѓу двете држави, да се решава само замена на референцата или некако чинам дека покомпликувано? Долгиот период во кој што постои овој спор не води во ситуација во која што од дрвата не можеме да ја видиме шумата. Имено, драго ми е што беше загатнато прашањето на добрососедските односи и на пријателството меѓу Македонија и Грција. Ќе потсетам на една работа, која што потоа ќе не одведе до суштината. Времената спогодба, првиот дел А, кој што почнува пред членот 1, е озаглавен и има наслов Пријателство и мерки за доверба. Значи, она што македонската јавност не го знае е дека Република Македонија и Грција има договор за добрососедство и пријателски односи. Тоа е времената спогодба од 95-та година. Едно прашање е оставено во тој договор за добрососедство и пријателски односи за решавање и утврден е начинот, значи поставен е механизмот како тоа да се реши, тоа е спорот за името. Сега, тоа не води до клучната разлика, каде што морам да изразам мало несогласување, а тоа е всушност првата голема разлика меѓу Македонија и Грција, што мене ме води кон умереност во оптимизмот, е токму во поглед на природата и карактерот на времената спогодба. На една страна е македонската позиција дека тоа е всушност траен договор за мир и добро соседство, што ќе рече
прашањата кои што таму се договорени нема да се предоговараат. Значи веќе имаме. Да, а на друга страна и грчката позиција која што гледам дека полека ја следат соговорниците е дека треба тоа да се предоговара и наново да ги утврдуваме позициите веројатно, а тоа Грција го бара заради тоа што очекува нови отстапки. Една од клучните точки на триење помеѓу Македонија и Грција се токму начинот на кој што се работите поставени во времената спогодба. Ќе ве подсетам, Грција 25 години измислува дека во членот 7 од времената спогодба ние сме се одрекли од комплетната античка Македонија, античка историја и сме им припишале ним дека те имаат бренд нейм, трговска марка. Кога ќе ги погледнете одредбите, гледате дека има само 16 кракото сонце и ништо друго. Исто така, во поглед на малцинството во Грција тврдеа и пред суд тврдеа, исто како и ова за символите, аеродромот и така натаму, дека ние сме превземале обврска да не ги штитиме сопствените државјани кои што се по потекло од Грција. И така натаму, и така натаму. Значи, првата работа која што македонската надворешна политика и македонската дипломатија мора да ја артикулира е следната. Времената спогодба е траен договор за мир и добро соседство, таму има едно прашање кое што ние треба да го договориме. Прашањето за името на Република Македонија. Ништо друго не прифаќаме да биде отворено. Зошто? Заради тоа што ако се отвори и имате Пандорината кутија, никогаш нема да дојдеме до договор. Тоа е клучната или најголемата разлика која што мораме. Да, сегашната грчка опозиција, Нова демократија и незиниот лидер Мицотакис, токму тоа го побара деновиве да не се разговара само за името. Од тоа е во моментот на склучување на времената спогодба, кој што за жал во нашата јавност се доживува како дебакл на нашата дипломатија. Јас морам да му го дадам признанието на господинот Андов, на нивната генерација и на нивната гарнитура за времената спогодба. Тоа е најголемата придобивка на Република Македонија после приемот на држава во Обединетите нации. Моето мислење дека тоа е наша дипломатска победа, господинот Андов смета дека не треба многу да се фалиме со победите, но тоа е вистината. Од првиот момент на потпишување на времената спогодба, грчката надворешна политика пробува да избега од времената спогодба. И сега клучната работа, која што Грција успеа да ја замаскира, добрососедските односи. Имаме договор за добрососедство, кој што ги регулира сите прашања, и ве прашувам вас, која е страната која што го крши договорот за добрососедство? Со судска пресуда имаме утврдено дека Грција го крши договорот за добрососедство. А нашата дипломатија ниеднаш нема артикулирано дека добрососедските односи меѓу двете земји го загрозува оној што го крши договорот за добрососедство, а не оној спрема кого е кршен договорот за добрососедство. Господин Андов, се согласувате ли дека нов договор за пријателство би отворил Пандорината кутија и дека треба да остане како што е? Времената спогодба е затоа привремена што страните се договорија да направат дефинитивен договор, кој ќе важи за секогаш. Мислам да не навлегуваме за тактиката на преговорите. Во преговорите, тоа да и кажеме на владата, ако имаме нешто да советуваме, подобро е така да постапиме, отколку да мислиме оти ние нашите анализи се фактор. Тие се фактор ако ги прифати владата. Тој што преговара. Интересни се неговите укажувања, главно се согласувам со тоа. Меѓутоа, сакам и јас да наведам една околност која некако не добива на вистината сега, на вниманието. Сите грчки барања од времето на Самарас беа вака. Прво,
Сама Расин, таа влада, кога он ги водеше повеќе работите, дури го скокаше Мицотакис, основно барање беше да нема држава на северната граница на Грција. Држава да нема. Не е само името, да нема држава. Да, 25 години реалноста е сосема... Сега, тоа е таа. Што се однесува до Македонија, треба да добро практиката ја видиме што е и како е. Точно е и неговата светост, владиката на Грчка православна црква, исто кога даде изјава зборот Македонија да не биде. Јас само сакам да објаснам од тие стојалишта и ова и други музичарот Теодоракис, да. Веќе го заборавивме да не ни пее. Знаете ли што значи Македонија и Грчка? Ние сме држави и преговараме како држави. Македонија е 50% грчка. 40% е македонска, овдешна. 39. Молам? 39. Знам точно колку е. Запирка нешто. Да, запирка нешто. Така од прилика стојат работите. А кога некој инсистира Македонија е грчка, па од тоа права сака да извлече државни права, тоа сака да не ги признава границите. Цела Македонија е нивна. Дозволете, се појавија многу аналитичари, едно последно статија на Ветен Јатифи од Македонија и Калипсо Николаидис од Грција за Европскиот совет за меѓународни односи, во една анализа за можно решение, акцентот го става дека е клучно да нема монопол врз името Македонија. И тука би бил клучот на решението. А ова што го кажуваме тоа. Токму и за тоа и го споменувам. Има и грци кои мислат така. И сега што чувствувам во изјавите на владата е што не инсистират. Знаете ли вие како беше ставот грчки? Немат преговори додека ние не донесиме декларација во собранието дека зборот Македонија нема да биде во името на државата. Нема преговори, биваа преговори. Тоа што преговори прифатија, посредни беа тие преговори, не беа преговори, туку Холбрук преговараше со едната, па со другата страна, и така натаму, И тоа што прифатија, тоа беше еден невиден притисок од Соединетите Американски држави да се создаде мир на Балканот. Покрај Дејтонското решение за Босна, да има и за Македонија и Грција, тој спор да се реши. Меѓутоа, тоа има сите предности, тој ги кажа. Само сакам околу тоа уште да кажам, треба да внимаваме на оживување на национализмот. Ако и кои резултати ги дава во Грција. Треба да внимаваме, бидејќи неизбежно ќе го оживи и нашиот овде македонски непресметлив национализам, кој всушност треба да го маргинализираме, да не биде треба препрека. Да се подготви јавноста. Накусо, дали се... сега, само ако може уште ова да кажам. Превремената спогодба треба да од неа да произлезе целосен договор меѓу двете земји. Дали ќе го викаме за пријателство или добрососедство или како ќе го викаме, нека се најде најсоодветен назив. Тој таков договор ќе биде презентиран во Обединетите нации како договор, завршена постапката на договарањето, и колку што јас очекувам и знам и мислам доста така ќе биде, тој договор ќе биде во
пакетот на нашето примање во Европската Унија и ќе има своји одсјаи, свое обележување во оно европскиот договор кој Македонија ќе го направи со Европската Унија кога ќе. Добро, тоа е вашиот став за кој не се согласува професорот. Накусот дали се подготвува во моментов грчката и македонската јавност за договор? Имате ли таков печаток? Токму тоа само накусот за да видиме да го потенцирам. Мислам дека со дебатите ние треба да внимаваме секако. Секој како граѓанин, како јавна личност поготово има своја тежина, секој искажен збор. Не треба да охраниме национализмот тука во Македонија, затоа што ќе охраниме и национализмот во Република Грција. Мината влада, бившата влада, испроба и со внатрешен национализам, хранејќи го национализмот кај нас, и со мускули, избоксувајќи пресуда во Меѓународниот суд, меѓутоа не направи ништо. Македонија, на самиот почеток на прилогот, потенциравте дека остана за 11 години, можеби не цели 11 години, меѓутоа последните 5-6 години најизолирана држава во Балканот. Така што сме испробале секаков начин како држава да го постигнеме максимумот што треба да го направиме за доброто на нашите граѓани. Не сме успееле. Сега ова е прв пат, после 25 години, да пробаме со ваков оптимистички пристап, со оптимизам, со насмевка во лицата на премиерите од двете страни. Не со обвинување, туку со подготвено за решение. Излегување од собствениот ров и изнаоѓање некаде во средината на патот, помеѓу двата рова, затоа што Република Грција беше поставена длабоко во ровот, ние бевме длабоко поставени во ровот, сега некако се доближуваме еден до друг. И мислам дека не е на нас како владата ќе ги. Сметате ли дека македонската влада треба повеќе да ја подготви јавноста? Мислам дека дебати во македонската јавност од премиерот па надоле ја подготвуваат јавноста со тоа што похрабро или покриено, поамбалажирано дават изјави охрабрувачки дека спорот се спремни да го решат. Самиот факт што премиерот во неколку наврати дава изјави дека е спремен да го реши спорот, он е спремен и да преземе одговорност. Тоа значи дека одговорен политичар сигурно има неколку варијанти во рацете, неколку А, Б, С варијанти со кои што планира да преговара и да се договара. Инаку би било премногу наивно да излезете да кажете пред јавноста дека сте спремни да го решите, без при тоа да имате никакви со оглед на односот на грчката влада, очигледно и со оглед на тоа дека грците сепак се незгодни играчи. Сепак се грците тврди играчи, сепак грците имат јако лоби меѓународно, кои што знаат да го искористат и текако. И во меѓународните организации. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме повторно на дебата. Гледате топ тема на ваша страна. Се подготвува ли македонската јавност, исто како и грчката, за решение на спорот со името? Господинот Селмани смета дека владата е подготвена и дури јавноста веќе има подготвеност и се очекува решение. Господин Дисковски, дали се согласувате вие со тоа? Благо сум резервиран дипломатски да одговорам. Имено за што се работи. За разлика од Република Македонија, Грција е земја со многу подолготрајна демократска традиција и во таквата држава, меѓу другото, владата барем базичните параметри за тоа што работи на надворешно политички план ги пласира во домашната јавност. Во поглед на спорот за името, еве го ова е документот, Грција има официјален документ на Министерството за надворешни работи, јавно достапен, па ние сега можеме и да ја критикуваме, да им ги наоѓаме недостатоците. Нашата влада, еве господинот Селмани оценил дека е спремна, ама јас не видов од кој параметар произлегува таа спремност.
македонските влади од 91 година наваму не можете да ги фатите ни за глава ни за опашка за тоа што всушност мислат и што работат. И сегашната влада има една мал исчекор кај постојнава влада и тој исчекор е истиот од 92 година. За прв пат пред негде 2 месеца министерот за надворешни работи на Република Македонија во едно телевизиско интервју на национална телевизија изјави: целта на преговорите за името е да постигнеме име со кое што ќе направиме разлика помеѓу државата Република Македонија и регионот Македонија, во кој што ние имаме околу 40%. Прв пат после 25 години. Тоа е позиција од 92 година, 25 години молк, па сега повторно отварање. Од каде произлегува неуспехот 25 години да го решиме спорот? И никој во нашава јавност не проанализирал што е всушност спорот за името. Едно обично негирање на името на нашата држава, Грција тоа никогаш не го тврдела, или се всушност тезите на Самара за иредентизам, на кој што во овој документ и постојнава грчка влада, кој што нема врска со 92 година, се уште обстојува. Значи, тоа е причината која што мене ми создава резерва. Гледаме промени и таму, полека како да се... Но тие промени во официјалните документи ги нема. Освен во изјавите на грчките политичари во моментот. Дури дека не се инсистира на географска одредница, интервју на грчкиот шеф на дипломатијата, кој вчера. Морам да ве дополнам. Грчкиот шеф на дипломатијата вели дека е главната грешка и во времената спогодба тоа што некаквите придавки се на зборот Република, и дека треба да стојат зборот Македонија, и ако не икете Северна, еве ви нова. Од прилика на тоа се сведува. Грчката јавност грам разлика нема за сите овие години. Во медиумите веќе се шпекулира и со конкретни предлози, веќе чуени одамна. Сања Јовановиќ подготви фактограф со хронолошки преглед на сите предлози за решение на името. Да го погледнем. Од Лисабонската декларација во почетокот на 90-тите со која Европската Унија директно застанат зад стравовите на Грција зборот Македонија да не се содржи во името на државава, до позиција во која сега географската одредница се чини како прифатлива позиција за преговори. Тоа е диапазонот во кој изминатите 2 децении се движи проблемот со името со Грција. А кои се сите опции кои биле досега на маса, за кои јавноста дознала директно или индиректно? 1992 година, Република Македонија, Скопје. Тогашниот премиер на Грција Константин Мицотакис со овој предлог му го соопшти на председателот на Собранието Стојан Андов на средба која се одржа во Давос за време на Светскиот економски форум. 1992 година, Независна Македонија или Словенска Република Македонија. Ова беше неофицијален предлог за името во Пинеиро пакетот кој го доби името под тогашниот претседател на Европската комисија Жоал Пинеиро. 1993 година, Нова Македонија. Грчките медиуми тврдеа дека овој предлог им бил шепнат од високи извори во Атина и дека е едно од трите имиња што ги преложил медијаторот Сайрус Венс. 1993 година, Република Македонија во заграда Скопје. Наводно предлог на тогашниот претседател Киро Глигоров, кој официјално го соопшти медијаторот Робин Онил. 1994 година, Слава Македонија. Повторно станува збор за неофицијален предлог, кој го објавија медиумите на кој наводно им бил соопштен од спикерот Андов. 1994 година, Северна Македонија. Клаус Кинкел, шеф на германската дипломатија, ќе даде план во 6 точки за решавање на спорот со името. Во овој план имаше уште една алтернатива – Нова Македонија. 1999-2000 година, Горна Македонија. Грчкиот премиер Костас Симитис го дал овој предлог за време на официјалната посета на Македонија на пресконференција на која присуствува и тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски. Предлогот наидува на остро негодување од домашната јавност. 2001 година, Република Македонија. Меѓународната кризна група го дава овој предлог кусо по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор. На прв поглед ова е уставното име на Македонија, но не е преведено на англиски јазик, туку е само запишано на латиница.
Со ова би се избегнала блокадата на Грција која сака да го има ексклузивитетот врз името Македонија, кое преведено на англиски се пишува и се изговара различно. 2005 година доаѓа првиот предлог на медијаторот Метјо Нимиц, за кој тогашната македонска власт ќе се изјасни дека е солидна основа за преговори. ВМРО ДПМН го одбива поради нејасноти околу именувањето на македонскиот народ и јазик. Грција веднаш го отфрли нарекувајќи го американска лукавост. Документот за прв пат го обелодени поранешниот претседател Бранко Црвенковски во 2012 година. Груевски или лаже, или ептен забора. Еве го предлогот, ништо од тоа што кажа не е точно. Тој предлог од 2005 година што нудеше? 3 години Македонија се вика Република Македонија без транскрипција на англиски јазик. После 3 години да се викаме Republic of Macedоnia, од тој момент до вечност. Значи уставното име да го имаме како држава. 2008 година Метјо Нимиц излезе со 5 предлози за името. Уставна Република Македонија, Демократска Република Македонија, Независна Република Македонија, Нова Република Македонија и Република Горна Македонија. 2008 година Република Македонија во заграда Скопје. Неофицијален предлог кој Нимиц им го даде на амбасадорите Димитров и Василаки за време на нивната средба во Виена. 2008 година Република Скопје во заграда Македонија. Ова е последниот предлог од грчката страна кој беше соопштен лично од премиерот Костас Караманлис за време на НАТО самитот во Букурешт. Македонската делегација го одби. Дел од опозицијските бомби од прислушуваните разговори покажаа дека креативноста во предлозите одела и многу подалеку. Нашиот вика дали додиме со 5 република. Ако е со горе, што викаш? Тоа нека се проба. Речем сега од сите лоши варијанти, ова може. Ја мислам дека е ризично тоа да појде кај нас после, ама токму дилемите околу тоа колку одредено име може да проиде или не кај јавноста за двете страни е најголем проблем. Последните лицитирања со можни имења се толкуваат како подготовка на терен, но и подготовка на населението за конечно решение. Господине Андов, првиот предлог сте го добиле вие според ова што слушнаме во Давос. Во Давос повторно се среќаваат после 92 година, овој пат Ципрас и Заев од околу крајот на месецот, мислам дека 26 јануари. Како ви беше даден тој предлог и дали се овие истите имиња се вртат 25 години? Гледате некое решение надвор од нив? Мислам оти, ако сакаме да обележиме Македонија во нејзините граници, треба да стои некоја додавка на зборот Македонија, Република Македонија, Република таа и таа Македонија. И треба да стои нешто што нема да бара промена на уставот, а тоа е оној предлог на Мицотакис од Давос, бидејќи Република Македонија и на кој со главен град Скопје. Меѓутоа, тоа не е моје, тоа е позната работа, што сега кажувам. Јас му дадов на Глигоров на времето. Кисинџер сугерираше да се организиран тајна средба во Америка и во беше тајна средба. Јас не очекував во Давос да одам на некоја средба. Ме одведоа, тамо седат Кисинџер и Мицотакис. Им велам оти, ова може да е грешка. Мицотакис кој го седнале таму, ми вика не е грешка, не седи сега тука. И Кисинџер читаше лекции таму, особено на грците. Не може, вие сте главната премија излекувате од оваа криза на Југославија, ако веднаш ја признаете и ја поддржувате Република Македонија. Тоа беше негов став. Директно му рече. Империјалните амбиции сегаш биле консолно свртени. Без оглед колку вие сте пријатели со Србија. Меѓутоа, сега границите 220 км се поместуват. И тоа е вашата предност. Мицотакис кажа дека ужасна е климата, не може да совлада таа задача, бидејќи неговиот министер
Самарас, тоа беше едно неединство во грчката држава, они не го кажуваа, во Давос дојде. Исто така се го водеше него во Давос во делегацијата. Него го пратил у Брисел по некоја друга задача, да го нема у Давос. Затоа што очекувал оти у Давос ќе дојде и до оваа средба. И дотрча во Давос од Брисел, ама не успеа ништо да дознае, не му кажавме ништо. Ја сокривме таа средба. И инаку тој министер Самарас напиша во февруар, ова е на 1 февруар, на 2 февруар се одржа состанок на врвот во Атина, Караманлис Константин, Караманлис ги свика, и таму одлучија да нема зборот Македонија и редентизам. Добро, денеска имаме нова реалност, освен и се надеваме нормално, дека... вака сега, по моје мислење, главно е што изјавите на Нимис ме храбрат, бидејќи он има мислење дека ке и двете влади преовладува еден оптимизам и спремност сега ова да се реши. Ако во согласност со таа атмосфера тој излезе со предлог и мислам оти се олеснува работата и на Заев и на и на Ципрас сега. Известно е дека предлог ќе има. Така, тоа е напредок. Предлогот, претпоставувам, ќе биде усогласен. Досега тоа не се случило. Усогласен предлог Нимиц не дал. Разговарал со двете страни. Да, со двете страни не дал. Значи, кога ќе излезе Нимиц, сметате дека тоа веќе ќе биде... Да, мислам, оти веќе е расчистен патот. Десковски... И мислам, оти ќе се... Да, не се согласува, гледам. Да. Повторно ќе речем, мислам дека оптимизмот кој што овдека го имаме вечерва е малку пренапумпан и всушност, ако ги погледнете реално работите, разликите меѓу Македонија и Грција, барем по прашањето за името, воопшто не се ни за милиметар мрднати и покрај целиот оптимизам, ослободување на теретот во последниве неколку месеци, позитивната атмосфера во Македонија и така натаму. Значи, за што се работи? Се работи за однос на две земји кои што меѓу себе никогаш не можат да го решат спорот за името, бидејќи се диспропорционални. Овој пат двете се ставени под притисок пред се од американската дипломатија, а рамката за решавање на спорот не е првата половина на 2018 заради тоа што немало избори во двете земји или нешто друго. Рамката е самитот на Брисел на НАТО во јули 2018 година. Животен, суштински интерес на американската дипломатија е Република Македонија да биде зачленета во НАТО што е можно побрзо, заради тоа што тој е првиот чекор кон големата задача во регионот. А големата задача се вика средување или смирување на српскиот иредентизам. Централниот, или како што американците го нарекуваат perpetual troublemaker, вечниот проблематичен играч на Балканот е всушност Србија. Тоа е поголемата регионална слика. До Србија не може да се стигне без Република Македонија во НАТО. Тоа треба да ни биде јасно. Сега во поглед на имињата. Дозволете тука да ве прашам. Вие не сте оптимист за решение, значи какво воопшто дека ќе има решение, или сте песимист какво ќе биде решението? Мораме да бидеме на чисто. Не песимист, не резервиран. После 92 година, значи од господинот Андов добивме појаснување дека и предлогот на Мицотакис всушност не бил сериозен предлог. Како утредента предлогот на Мицотакис за Република Македонија Скопје не бил сериозен, ако утредента има постигнато консензус во Грција дека нема да го има зборот Македонија,
бадијала се навраќаме на тоа. Суштинската работа. После 1992 година, следниот консензус е 2007 година, кој што консензус значи Република плюс нешто па Македонија. Или како што Константин Караманлис помладиот, тоа го формулираше Republic of whatever Macedonia. Денеска добивме изјава од Мицотакис помладиот, кој што сега председател на Нова демократија, дека тоа е позиција на неговата партија. Истите ставови всушност ги слушаме од Коцијас. Република Македонија одби преименување во Северна, Горна, Нова Македонија во 2008 година, инаку уште во 2008 година ќе бевме во НАТО. Република Македонија ни ден денеска не може да прифати преименување во Нова Северна, Горна Македонија. Нимиц не може да дојде со усогласен предлог, освен ако Грција не мрдне барем милиметар, а Грција нема да мрдне милиметар. Сите најави се дека Грција ќе остане вкопана во ров. Всушност, што е клучниот проблем во спорот за името? Клучната разлика, иредентизмот. Никој не сакаме да видиме дека Грција уште се држи до документите на Самарас и до аргументите на Самарас, дека преку спорот за името тие ќе го решат нашиот иредентизам. И тука е сега пропуст на нашата дипломатија. 6 години имаат во раце пресуда на Меѓународниот суд на правдата, со која што со судска одлука е пресудено дека ниту еден навод на Грција не е вистинит. Да не речеме лажен. Еве, ќе речеме, не е вистинит. Меѓутоа, во однос на приемот на Македонија во меѓународните организации, пресудата се однесува... Напротив. Пресудата има два дела. Првиот дека Грција стави вето во Букурешт и вториот дел пресуда на барање на Грција во поглед на повредите на времената спогодба од нашата земја. И добија, ама таков жесток удар, целокупната грчка надворешна политика беше осудена. И ние одбиваме да го користиме тој дел и се надеваме дека Нимиц ќе даде некаков усогласен предлог. Јас не гледам во што би бил усогласен тој предлог, освен Северна, Горна или Нова Македонија. Тоа во нашата држава не може да се прифати, а уште поголемо бреме е па референдумот за кој што се надевам дека ќе позборува. Професорот добро не нахрани, се извинувам. Значи добро не нахранивте вечерва со песимизам. Гледавме ние изминатите неколку години политичари од ваквиот калибар кои што цело време се фалеа со документот. Ве молам, повелете, станете премиер, решете го проблемот ваш. Зашто не станувате да се кандидирате за пратеник, за председател на влада, за председател на држава и да го решите проблемот? Лесно е вака да професорски вие предавате, да се повикувате на документи и така натаму. Меѓутоа, отидете во парламентот, отидете во владата и решете го проблемот во името на интересот на 2 милиони граѓани на Република Македонија. Тогаш ќе видам колку сте храбар да застанете во ревот и тогаш ќе видам колку сте кои ќе прошетате сите села во Македонија. Јас сум ги прошетал и на исток и на запад. Да видите како се иселуваат луѓето, како молат секој ден за бугарски пасош. Тоа е патриотизам. Тоа е решението. Генерации наши за наредните 10, 20, 30 години да ги снеме од тука, заради тоа што ние не смееме да прифатиме додаток помеѓу Република и Македонија. Ви се молам, значи, многу е лесно да солиме памет. Треба да бараме решение. Затоа јас го поддржувам и го охрабрувам премиерот, како што почна со Република Бугарија, да продолжи вака. Нему му е најтешко, верувајте, а нас не е многу лесно. Нему е најтешко да го реши проблемот, заедно со неговите соработници. И затоа јас реков, он треба да направи вистинскиот чекор, да дојде до соодветно решение, народот ќе си го каже своето. Ќе излеземе на референдум, вие гласите против, јас се гласам за решението. Ќе видиме на крајот колку ќе бидеме за, колку ќе бидеме против. На крајот демократски е некој да се противи, некој да биде за. Ама не можеме, јас не можам да бидам вечен роб на вашето, да кажеме, упорно ровување во ровот кој што сте го замислили дека е идеален за вас. Јас не се согласувам со тоа. Сакате да реплицирате? Значи, околу оној дел не е примерен, не е проблем, меѓутоа во поглед на аргументите.
задачата моја, јас сум научник, е да ги анализирам документите и да изнесам соодветен став. Мојот став е дека нашата надворешна политика од X причини одбива да ги употреби аргументите кои што ги има во пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Мојот став на база на анализа на настаните во Република Македонија е дека после председателските избори 2009 година двата клучни политички чинители во нашата држава, тоа е ВМРО, ДПМН и СДСМ, имаат усогласена платформа, а тоа е дека какво и да е решението кој што ќе се понуди, сега ќе референдум. Ќе оди на референдум. Дали тоа не е ризик или мора да... Ако излезе... Не. Со истата платформа излегува на избори во декември минатата година. И едните и другите, СДСМ беше принудено да ја промени својата платформа и да го прифати референдумот после жестоките дебакли 2008 и 2009 година, бидејќи беше на пат да биде маргинализирана. Сега значи референдумот? Јас нешто да ви кажам. Референдумот со предлог Северна Македонија, Нова Македонија, Горна Македонија отвара простор за националистичките сили во нашата држава да се групираат и да се постројат зад знамето на одбрана на наводно на татковините. Дали тоа значи, сметате дека не треба да има референдум? Оние 36 што се гонат за 27 април ќе станат прво жртви, па херои, а потоа ќе застанат и ќе добијат кауза дека навистина биле предмет на странска интервенција, на домашни квислинзи, за да се промени името на државата. Да бидеме кусоти, немаме мора да знаете. А можете да замислите како ќе изгледа референдумот кога таа маса на луѓе ќе излезе. Дали тоа значи дека не треба да има референдум, дека е тоа преголем? Референдум мора да има. Референдум мора да има. Вие до сега ви кажете дека не треба да има или треба да има? Не, јас ви кажав како ќе изгледа референдумот доколку премиерот, слушајќи го вашиот совет, прифати Северна Македонија. Јас можам да му нацртам. Се извинувам, не беше мојот предлог Северна Македонија. Сега вие ме обвинивте дека јас сум одбивал, не сум одбивал. Ви кажувам, Република Северна Македонија ќе доведе до овој резултат. Сметате дека мора да има референдум затоа што ветиле двете главни политички сили во државата или мора да има... И милион луѓе на избори гласаа за тоа дека мора да има референдум и 10 години гласаат милион луѓе. На крај сме на емисијата господин дека мора да има референдум. Јас само ова сакам да го кажам. Може ли да се избегне референдумот бидејќи може да доведе? Инаку работите се отидени на вистина далеко, еве утре има средба, туку што добив информација, помеѓу министрите за надворешни работи Никола Димитров и Кодзијас, и пошто ќе добиеме соопштение за што разговарале, значи средба најавена утре Димитров Кодзијас. Доаѓа на 17-ти, значи... Идната недела е на вистина клучна, преговори, средба ними, Столтенберг, министрите се среќаваат. Да се вратиме и да завршиме со референдумот. Може или треба да се избегне? Мислам дека референдум може да има заедно со договорот кој ќе биде таму и референдум главна цел да биде одлучување за влез во НАТО. Членство во НАТО и тоа е можно, иако генерално јас сметам дека не треба да има референдум. Настрана, ова што вика професорот, тоа е точно, тој оде ќе регрутира нови орди и така натаму, туку референдум стално Самара сака од 92 година референдум. Грција веќе се изјасни дека нема да одржи референдум. И сериозноста на грчките референдуми видовме колку се сериозните. Добро. Околу референдумот, Дуи веќе се изјасни, единствено Дуи се изјасни против референдум, нешто што би ги комплицирало
би го компликувало целиот процес. Меѓутоа, да, како што рече нешто сакам да професорот, кажам. двете најголеми партии ветија на избори. Значи, ветувањето и во програмите, мислам дека и во едната и во другата програма, така што ниту СДСМ, ниту ВМРО не може да избегат од референдумот, затоа што го ветиле. Дуи, претпоставам и другите политички партии албански, немаат потреба од референдум, затоа што знаат дека гласачкото тело нивно генерално, значи, го поддржува решение на решението. зборот. Така што логична е политиката на ДУИ и на било која друга албанска политичка партија. Додека кршењето е во македонските политички партии, затоа што и во таборот на СДСМ има за решение и против решение. И во таборот на ВМРО ДПМН и денеска со стотина луѓе да разговарам, има за решение со Грција и против било какво решение со Грција. Уште господин Андов, тоа е главниот проблем. И тука завршуваме. За влегување во НАТО, во било кој сојуз, мора да распишеме референдум. Така е во Уставот. Да, меѓутоа граѓаните се... НАТО е сојуз. Не, 2008 година, ако не поканеа, ќе господин влезевме и око немаше да ни трепне. Јас ви кажувам како стои во Уставот. Да подсеќавам, видите го, че видите. Не пише НАТО там, пише у Сојуз. Во сојуз на држави, не во сојуз. Да, мислам дека го поминавме... Ова го знам јако добро. Времето. Значи, на крај секако не ќе може да го избегнат партиите одржувањето на референдум за влегување во НАТО. Меѓутоа ќе под услов референдум за влегување во НАТО, може една реченица. Сега вака, уште нешто да додадам. Немиц не е фигура само да го сликат. Немиц ги собира сите документи. Покрај двете резолуции и времето за погреба и пресудата во Хаг. Сметате предлогот што ќе го даде, ќе се базира врз документите. Знаете ли колку им тежи тој факт, таа пресуда ним? На самите американци. Многу кусо. Референдумот ќе биде катализатор на национализам во нашава држава, доколку на референдум се стави наше преименување. Суштинско преименување во Северна, Горна или Нова Македонија. Да, тоа веќе го кажавте. Решението кое што ќе се понуди мора да е поповолно од овие, или пак нашата дипломатија да го искористи овој период и да ја искористи средбата со Немец за конечно да ја афирмира оваа цел која што е рекол. Да. Споделување на регионот Македонија, со споделувањето на регионот Македонија може да се избегне преименување или барем суштинско преименување на нашата држава. Во секој случај мора дистинкција. Овде е крајот на денешната дебата. Благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телма.